процес кој што се спроведува во нашата држава повеќе од 10 години. Како можеме да ја дефинираме како инклузија, која што започнува со процесот на запишување на учениците со посебни образовни потреби во редовните основни и средни училишта. Како главни спроведувачи и реализатори на инклузијата се секако специјалните едукатори рехабилитатори или постаро дефектолози и се разбира образовните асистенти, како надворешни соработници се до оваа учебна година. Од наредната учебна година статусот на образовните асистенти се менува со тоа што тие веќе стапуваат во еден редовен работен однос и стапуваат како директни чинители на процесот на инклузијата, но како вработени преку Министерството за образование и наука. Инклузијата како таква, која што навистина имаме потреба правилно да ја спроведуваме, досега не можеше да биде замислена да се спроведува само со вработување на специјалните едукатори и рехабилитатори и образовните асистенти или личните асистенти како надворешни соработници во училиштата. Образовните асистенти ја играат најважната и круцијална улога во спроведување на инклузијата. Од една страна им излегуваа во пресред на барањата на учениците со посебни потреби, а од друга страна им излегуваа во пресред на наставниците, учителките, со тоа што правеа вистинска симбиоза помеѓу потребите и барањата на ученикот со посебни потреби и наставниците кои досега не беа целосно обучени за инклузијата. Сега најверојатно се надеваме дека со тие сите мерки кои што ги презема Министерството за образование и наука и кои што ќе им го подобри статусот на образовните асистенти, ќе можеме да зборуваме дека навистина ние напредуваме во процесот на инклузијата и дека навистина правилно спроведуваме нешто кое што Европската Унија досега ни го предвидуваше како мерка која што навистина треба да го подобри и статусот и состојбата не само на учениците со посебни потреби, туку и на самите наставници, за да бидат подготвени да ги прифатат сите ученици кои што и понатаму ќе се запишуваат во редовните училишта, но и образовните асистенти кои навистина ќе имаат и навистина значајна улога и нивниот труд навистина ќе биде ценен. Јас сум Мирјана Николовска и сум родител на дете со посебни потреби. Тој се вика Мирослав Николовски, сега ќе наполни 21 година. Мојот син посетуваше основно и средно редовно училиште со редовна настава, каде што ниту во основно, ниту во редовно наставна програма немаше ни во средно, ни во основно училиште немаше ни личен, ни образовен асистент. Токму поради тоаускратено право, бидејќи немаше ни личен, ни образовен асистент, јас не можев никаде да се вработам, затоа што бев со него редовно пред училиштето, во училницата, со наставниците, со учителките, кои што не знаа никој од нив како и на кој начин да работат со него, затоа што немаат соодветно учено, немаат соодветна обука за дечиња со посебни потреби и бараа помош од стручна служба. Првим барав за основно училиште на син ми да му помогне личен или образовен асистент, но не ми излегуваа во пресред, затоа што велеа дека немаат во општина таков асистент да му додадат. Мојот син заврши и основно и средно образование без личен и образовен асистент и затоа сепак на крај можам да кажам дека и многу години треба да поминат за да се оствари овој план за децата и лицата со посебни потреби. На иронија на се, јас имам завршено обука за личен асистент на лица со попреченост, но немам никакво право да бидам личен асистент на моето дете и на мојот син. Се надеваме дека со оваа промена, која што ќе се случи од наредната учебна година, со создавањето на ресурсни центри, вработувањето на образовните асистенти,
ќе можеме навистина да зборуваме за еден крупен чекор во подобрување на инклузијата. Онаква каква што нашата земја навистина заслужува и како што нашите ученици со посебни потреби заслужуваат да бидат третирани во процесот на образование, започнувајќи од градинките и завршувајќи до средното образование.